80-тите години од минатиот век беа златно доба за автомобилската индустрија. Купувачи имаше се повеќе, но што е побитно, беа подготвени добро да платат за она што го сакаат. Затоа и Opel после долгиот развој го подготви наследникот на успешната Манта во едно сосема поинакво светло. Кога се појави на франкфуртскиот салон во 1990 година, Калибра беше вистинска сензација. Важеше за најаеродинамичен сериски автомобил во светот со феноменален коефициент на отпор на воздухот од 0,26. Овој рекорд ќе го одржи 10 години, подолго отколку што се произведуваше. Остана во срцата на многу љубители на марката бидејќи нудеше за секого по нешто. Механиката ја имаше превземена од Vectra, вклучувајќи го и основниот дволитарски мотор со 116 конски сили, но вистинското пакување беше импресивната турбоизведба која со своите 204 коњи постигнуваше 245 км на час. Постојаа верзии и со V6 мотори и погон на сите тркала. За време на својот животен век Калибра стигна до 240.000 купувачи.